Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 1. Мери во Индија. Се чини никој не водеше грижа за Мери. Таа беше родена во Индија, каде што незиниот татко беше британски офицер. Тој беше зафатен со својата работа, а незината мајка, која што беше многу убава, го трошеше целото време одејќи на забави. Така, една индиска жена по име Камала беше платена да води грижа за малото девојче. Мери не беше многу убаво дете. Таа имаше слабо налутено лице и тенка жолта коса. Таа секогаш и даваше наредби на Камала, а таа и се покоруваше. Мери никогаш не помислуваше на другите луѓе, туку секогаш само на самата себе. Всушност, таа беше себично, неподносливо и секогаш нерасположено девојче. Едно многу топло утро, кога таа имаше околу 9 години, кога се разбуди, виде дека покрај незиниот кревет наместо Камала беше друга слугинка Индига. "Што правиш?" праша прекорувајќи. "Оди си и прати ми ја Камала веднаш." Жената изгледаше исплашено. "Извинете, господица Мери, ама таа не може да дојде." Нешто чудно се случуваше тој ден. Некои од куќните слуги беа исчезнати и сите изгледаа исплашено. Но никој не и кажа на Мери ништо, а Камала се уште не дојде. На крајот Мери излезе надвор во градината и си играше сама под едно дрво. Таа си замислуваше дека прави своја сопствена градина. Собираше црвени цветови и ги ставаше во земја. Во исто време си зборуваше налутена на самата себе. "Ја мразам Камала, ќе ја удрам кога ќе се врати." Тогаш ја виде својата мајка како доаѓа во градината со еден млад англичанец. Тие не го забележаа девојчето кое што го слушна нивниот разговор. "Многу е лошо, нели?" го праша мајката младиот човек со загрижен глас. "Многу лошо," одговори тој сериозно. "Луѓето умираат како муви. Опасно е да се остане во овој град. Би требало да одите на Ридот каде што нема болес." "Ох, знам," плачеше таа. "Мора да одиме што поскоро." Во тој миг тие слушнаа силен крик кој што доаѓаше од собата на слугите, од таа страна на куќата. "Што се случи?" силно викаше мајката на Мери. "Мислам дека еден од слугите само што умре. Не ми кажавте дека болеста е тука?" "Јас не знаев," викаше таа. "Брзо дојди со мене." И тие заедно се стрчаа во куќата. Сега Мери дозна што не беше во ред. Ужасната болест веќе уби многу луѓе во градот и во многу куќи луѓето умираа. Во куќата на Мери, Камала беше таа која што туку што умре. Подоцна истиот ден умреа уште тројца слуги. Цела ноќ и следниот ден луѓето трчаа внатре и надвор од куќата викајќи и плачејќи. Никој не помисли на Мери. Таа се скри под незиниот кревет исплашена од странците и ужасните звуци што таа ги слушаше околу нејзе. Таа понекогаш плачеше, а понекогаш спиеше. Кога се разбуди следниот ден, куќата беше тивка. Можеби болеста си отиде, си помисли таа, и сите се добри сега. Се чудам кој ќе води грижа за мене место Камала. Зошто никој не ми носи малку храна? Чудно е што куќата е толку тивка. Но баш тогаш таа слушна машки глас во ходникот. "Колку тажно," рече еден глас. "Толку убава жена." "Тука имаш и едно дете," рече друг, "иако никој од нас никогаш не го виде." Мери стоеше во средината од својата соба кога вратата се отвори по неколку минути. Двајцата мажи скокнаа назад изненадени.
Моето име е Мери Ленокс, рече таа строго. Јас пиев кога сите беа болни и сега сум гладна. Тоа е детето кое што никој не го виде, му рече стариот човек на другиот. Тие ја заборавиле незе. Зошто јас бев заборавена? Рече Мери налутено. Зошто никој не дојде да се грижи за мене? Помладиот човек гледаше во незе натажено. Кутрото дете, рече тој. Гледаш дека во оваа куќа никој не остана жив и затоа никој нема да дојде. На некој чуден начин и одеднаш малата Мери дозна дека и незиниот татко и незината мајка се мртви. Неколку од слугите што не умреле избегале во текот на ноќта. Никој не се сетил на малата Мери. Таа беше потполно сама. Бидејќи никогаш не ги запозна своите родители, добро, тие не и не достигаа. Таа мислеше само на себе си, како што секогаш правеше. Каде ќе живеам јас? Се чудеше таа. Се надевам дека ќе бидам со луѓе што ќе ми дозволат да правам се што сакам. Прво, таа беше вдомена од англиска фамилија познаници на незините родители. Таа ја мразеше таа несредена куќа и бучните деца и преферираше да биде сама во градината. Еден ден таа ја играше својата омилена игра преправајќи се дека си има градина, кога една од децата по име Басил и понуди помош. Оди си, викаше Мери. Јас не ја сакам твојата помош. За момент Басил ја гледаше луто и почна да и се смее. Тој играше околу Мери и почна да пее смешни кратки песни за господица Мери и незиното глупаво цвеќе. Мери навистина се налути. Никој до тогаш не и се смеел толку нељубезно. Ќе си одиш дома наскоро, а ние сме многу среќни што ти си заминуваш. И јас сум задоволна, рече Мери. Ама во кој дом? Ти си глупава, ако не го знаеш тоа, се смееше Басил. Во Англија секако. Ќе одиш да живееш со твојот војко господин Арчибалд Крейвен. Никогаш не сум слушнала за него, рече Мери ладно. Но јас знам за него, бидејќи ги слушнав мајка ми и татко ми додека зборуваа, рече Басил. Тој живее во голема осамена стара куќа и нема пријатели, зошто е лош. Тој има искривен грб и многу е грозен. Не ти верувам, викаше Мери. Но следниот ден родителите на Басил и објаснија дека таа ќе оди да живее на северот од Англија. Мери изгледаше загрижено и луто, ама не рече ништо. После долгото патување покрај морето, таа се сретна со мадам Медлок, домаќинката на куќата на господин Кревенс. Тие двете патуваа со воз кон север. Мадам Медлок беше голема жена со многу црвено лице и светли сини очи. Мери не ја сакаше, но тоа не беше изненадувачки, зашто таа вообичаено не ги сакаше луѓето. И господја Медлок не ја сакаше Мери. Колку незгодно дете, си помисли домаќинката. Може би треба да разговарам со незе. Можам да ти раскажам малку за твојот чичко ако сакаш, рече таа гласно. Тој живее во голема стара куќа осамена од сите. Куќата има од прилика 100 соби, но повеќето од нив се затворени и заклучени. Има голем парк околу куќата и многу видови наградини. Па што мислиш? Ништо, одговори Мери. Не ми е гајле. Мадам Медлок се насмеа. Ти си едно силно мало девојче. Па ако не ти е гајле и на господин Крейвен, не му е исто така. Тој никогаш не троши време на никого. Тој има искривен грб и иако од секогаш беше богат, тој не беше вистински среќен. Се додека не се ожени. Оженет, повторуваше Мери изненадено. Да, тој беше женет со убава сладка девојка и беше длабоко влюбен. Но кога таа умре... таа умре? Праша Мери заинтересирано. Да, таа умре, а тој не се грижи за никого од тогаш.
Кога е дома, тој секогаш седи во својата соба и не се гледа со никого. Тој нема да сака да те гледа. Затоа ти стои подалеку од неговите очи и прави се што ќе ти кажам. Мери зјапаше од прозорецот на возот кон сивото небо и дождот. Таа не очекуваше ништо посебно од животот во куќата на незиниот чичко. Патувањето со воз траеше цел ден. Надвор беше темно кога тие пристигнаа на станицата. Потоа следеше долг пат за да стигнат до куќата. Ноќта беше долга и ладна, а дождот постојано паѓаше. По извесно време Мери почна да слуша некој чуден звук. Каков е тој звук? Праша Мери. Ова не е морето, нели? Не, тоа е звукот на пустелијата. Тоа е звукот што го прави ветерот, поминувајќи покрај пустелијата. Што е тоа пустелија? Тоа се километри и километри дива земја без дрва и куќи. Куќата на твојот чичко е десно од пустината. Мери го слушаше чудниот заплашувачки звук. Не ми се допаѓа, си мислеше. Таа изгледаше позбунето од кога било.